Задоволството е огромно кога ќе можете да присуствувате на вака значајни моменти за нашите сограѓани. Денеска сме овде во Кавадарци и еве заедно со градоначалникот Митко Јанчев, но и со останатите луѓе од општината се радуваме на отпочнување на еден капитален објект, тоа е пазарот градскиот пазар кој што после 60 години ќе обезбеди навистина пристојни, би рекол, европски услови за луѓето кои што овдека ќе работат, ќе ги продаваат своите производи, ќе обезбедуваат екзистенција за своите семејства. Секогаш сум среќен кога можам да дадам и најмал допринос за да еден ваков капитален објект, за да една ваква инвестиција се реализира и помогне на граѓаните и го олесни нивниот живот. Навистина ги охрабрувам сите останати да го следат примерот на градоначалникот Митко Јанчев, на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМН кои што работат на дневна основа и ги реализираат ветувањата кои што беа дадени за време на предизборната кампања за овие локални избори и да ја оправдаат довербата која што граѓаните ја дадоа и во првиот, но и во вториот круг, се разбира. Се надевам дека ќе продолжиме со иста динамика и во периодот кој што следи и покрај целата оваа криза која што ни се случува во нашата Македонија, економска, енергетска, секаква криза на политички план и се тоа нормално да кулминира со предвремени избори во кои што ќе биде испочитувана волјата на граѓаните, а согласно последните мерења и согласно континуираните мерења на јавното мислење, народот, огромно мнозинство народ, би рекол повеќе од 75% мисла дека Македонија оваа влада ја движи во погрешен правец и дека оваа влада треба да се замине. Новата влада, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе се фати во костец со решавање на проблемите и ќе ги решава проблемите согласно можностите кои што ги има, но важно е дека очекуваме мотивирани луѓе, храбри луѓе кои што знаат како да дојдат онаму каде што им е местото во владата и во институциите и да го олеснат животот на граѓаните, исто онака како што тоа го прават овие 5 месеци градоначалниците на ВМРО-ДПМН и градоначалникот Митко Јанчев овдека во Кавадарци. Ваш коментар, господине Мицковски, околу барањето за уставни измени и промена на категоријата 20%. Подготвен сум да разговарам за се. Подготвен сум да разговарам и за бришење на процентите, подготвен сум да разговарам и очекувам поддршка од останатите политички партии за една изборна единица. Подготвен сум да разговарам за бришење на бадинтерот, бришење на балансерот, бидејќи гледам дека одредени политички субјекти сакаат постепено да го напуштат Охридскиот рамковен договор, тогаш ајде заеднички да создадеме општество кое што ќе го проектираме од денеска па во следните 50 години. Затоа што познавам многу луѓе кои што не сакаат и се чувствуваат навредени што се дел од некаква квота, што се дел од некакви проценти. Македонија ја замислувам како држава во која што ќе се напредува според компетенции, според квалитет и според знаење, а не затоа што се дел од некаков процент или некакви квоти. Затоа овие 4 теми мислам дека оној период кој што беа актуелни, беа гласани, донесени некако како да го надрасна. Сите денеска сме посвесни, сите денеска сме поискусни, затоа ајде да разговараме за бришење и на балансерот и на бадинтер, да разговараме за бришење на процентите, да разговараме за една изборна единица подеднакво секаде да биде вреднуван гласот на гласачот, а не во една изборна единица тој да биде 5-5.500, а во друга изборна единица да биде 8-8.500. Ајде сите да разговараме за овие теми. Се надевам дека и останатите политички партии ја гледаат на овој начин Македонија во следните 50 години. Македонија граѓани, Македонија држава за сите граѓани подеднакво, каде што ќе напредуваме според нашите компетенции, според нашите вештини и според нашето знаење, а не затоа што сме дел од некакви квоти или некакви проценти. Ги поддржувате ли протестите на синдикатите? Да, апсолутно. Јас тоа го кажав во неколку наврати, ние како ВМРО-ДПМН и јас лично апсолутно ги поддржувам протестите на овие луѓе, бидејќи тоа е само практично процес кој што следи на оној процес кој што го започна владата, тоа е зголемувањето на минималната плата и охрабрувам владата еднаш када се издигне над ниските страсти и личните фрустрации да го поддржи барањето на ВМРО-ДПМН во парламентот, носењето на законот со кој што платите ќе бидат нивелирани согласно компетенциите и согласно сложеноста на работните места и на тој начин ќе го спречи овој излив на незадоволство кај вработените и во синдикатите и помеѓу вработените во образованието, така што еве ја охрабрувам владата да застане
да застане еднашка над своите партиски интереси и да го слушне гласот на работникот и гласот на народ. Уште едно прашање, ваш коментар околу обвинението за генералниот секретар на владата Закири. Згрозен сум сега, како да ви кажам, ако е навистина тоа е сега, сепак верувам во презумција на невиност, оставам органите да си ја завршат на прогонот својата работа, иако многу пати во минатото сме изразили сомневања во објективноста на нивната работа, но ако е тоа вистина, тогаш сум згрозен, бидејќи еден Рашковски се замени со друг Рашковски, но треба јавноста да знае дека тие крадат за некој друг, тој што ги поставил таму, многу малку останува за нив. Но за жал срамот останува за нив и за жал се повеќе граѓани се разочаруваат, иако некој се уште си го поставува прашањето зашто Македонија се намалува и граѓаните се селат, токму поради вакви причини. И благодарам.